Добар ден, наставничке. Мила и драга. Не, добро, доволно, така, доволно. Доволно. Значи, добар ден, наставничке, така Добар ден, треба. наставничке. Може сега да седнеме. Што час имаме денес? Каков час? Продолжуваме пето одделение природни науки. Одлично. Претходниот беше природни науки, сега продолжуваме и понатаму. Пето одделение. Така? Да, само повеќе пати. Ето. Добро. Животен циклус на цветните растенија, уште сме на таа тема. 55-тиот час, уствари, во текот на оваа учебна година е животен циклус на растенијата што цутат. Одлично. Треба да се запознаеме, значи почнавме кога почнав да гостувам на овие часови во ТВ училница. Да. Почнавме со засадување на семките, почнавме со семките како изгледаат, кои услови им се потребни за да никнат. И сега сме веќе во следниот дел, а тоа е фазите од животниот циклус на едно растение. Сите живи организми си имаат свој циклус, свој начин на живот, но зошто го нарекуваме циклус, во превод значи круг. Така. Зошто е циклично, овој развиток, зошто е цикличен? Заради тоа што се почнува од семка, во однос на растенијата зборувам сега, и завршува повторно со формирање на семе за да може да се создаде ново растение, за да може да се продолжи видот на организмите. Така. Значи пишува тука дека секое растение има свој животен циклус, никнува од семка, расте, се развива, формира цветови, се размножува, а потоа повторно формира семе. Но сите ова се процеси кои што се случуваат во текот на животниот циклус на едно растение. Еве тука, нели, многу истражуваното графче, постојано, нели, наједноставно ни е за да го засадиме, за одгледување, во домашни услови децата да може да го наблюдуваат доволно крупно, доволно убаво за да може се да се забележи. Го има целиот животен циклус на графчето и можеме да забележиме ако почнеме од семката и натаму, ако се сеќаваме од минатиот час малку, рти, така, потоа излегува на се пушта коренот излегува на површина. Така, Има потоа листови. така коренчиња во почвата се развиваат и потоа Па цело стебло расте. така расте нагоре повеќе и во почвата тоа не го забележуваме. Па цветот, Цвета, па плод се создава и внатре во повторно прво семката, но околу семката се создава плодот за да се создадат семиња за да се продолжи видот понатаму. Сега сите овие нешта, кажавме, сите овие процеси се групирани во 4 фази од животот на едно растение. Еве првата фаза. Првата фаза се нарекува семки, кога имаме никнување на растението. Во текот на никнувањето на растението потребни се одредени услови, минатиот час тоа го разговаравме, и еве напишани се тука вода, топлина и кислород. Точно така. Ако ги нема овие нешта, тогаш растението, односно семките, не можат да никнат. Кажавме дека светлината не е неопходен услов за никнување на едно растение, може семките да изртат и да никнат и во темни услови. И сега да се запрашаме зошто. Дали можеме да го одговориме тоа? Што има внатре во семките, во семчињата? Има Енергија. Има две белчиња и има храна која што се чува внатре во семките. Кога никулецот почнува да никнува, еве сега да го видиме вториот дел. Еве кога никулецот почнува да никнува, односно кога почнува процесот на ртење, почнува да се искористува хранливата материја што веќе ја има во семката. Кога грицкаме семки од тиква, што грицкаме? Хранливи материи. Точно. Да. Семки од сончоглед исто така. Кога јадеме граф, хранливи материи има таму. Растенијето, никулецот, во текот на ртењето си ги искористува тие хранливи материи. Додека е во темно под почвата, му треба ли светлина за да создава храна? Да, не му треба, не може ни да ја добие. Не може ни да ја добие. Значи има недостаток на светлина и заради тоа во текот на тој развиток, додека да ја пробие површината на почвата, се исхранува од хранливите материи кои што се наоѓаат внатре во семените ливчиња на семката.
прва фаза. Интересно. Значи себе одржливи се Себе одржливи, растенијата. да, се до оној момент дека да се појават првите ливчиња за да може да почнат да го почнат процесот на фотосинтеза кога самите си се Се дори не можат исхрануваат. сами да си исхранат, си ја носат ужинката во семката за во почвата. Точно така. Јасно. Ето така. Следно нешто, односно следна фаза од процесот е процесот на садница. Добро. Кога се појавуваат првите ливчиња и самото име ни кажува дека веќе можеме да го садиме некаде растенијето, веќе е подготвено да може да го и расад кога се прави, така се прави. Прво се сеат семките, а потоа во оваа фаза може да се расади и да се посадат во бавче, во градина. Значи, кога ќе ги видиме ливчињата дека Така, кога веќе ќе видиме дека малку е подзајакнато стеблото, ливчињата се појавиле и веќе тоа е фаза на садница. И пишува, се забележуваат првите изданоци, фиданки се наречени, и коренот почнува да зајакне. Да се развива. И овде намерно ставив семка од сончоглед во сите фази за да ги видиме убаво целиот тој развиток, да не бидеме досадни со графчето. Со графче. Так. Имаме нов хит. Да, и сончогледот заслужува. Заслужува, внимание. да, точно така. Следна фаза е младо растение. Кај младото растение имаме добро развиено стебло, листовите и изданоците. Веќе почнува да се разгранува растението, но го нема, само се развива и расте, но ги нема органите кои што веќе се во следниот период, кога треба растението да се опрашува, да се оплодува, да се создава плод, да се создадат семките и заради тоа се нарекува фаза младо растение. И пишува дека процесот на растење и на развиток продолжува и во оваа фаза. Последната фаза е четвртата фаза, кога имаме возрастно растение. И во оваа фаза се случуваат следните процеси. Се создаваат цветовите, процесите опрашување, потоа процесот на оплодување, ќе се формира плод и ќе се формира семка. Прво семка се формира, повторно ќе потенцирам, бидејќи во внатрешноста на толчникот, во внатрешноста на плодникот, прво семката се создава, а околу плодникот собира хранливи материи и го заштитува семето. На таков начин го заштитува семето за да може да обстане, не знаеме ние какви услови ќе има во околината, во природата, па заради тоа, за да се задржи видот во природата, да не чуваме само ние семки кои што понатаму би ги саделе. На таков начин самостојно растението си е само одржливо, односно си ги чува семките за понатаму. Следно нешто, еве во една табела да ги видиме, да не се бунат децата. Значи не сакам да ги измешаат процесите кои што се случуваат во текот на развитокот со фазите од животниот циклус и затоа на едната страна се напишани фазите од животниот циклус, а на другата страна се процесите кои што се случуваат во секоја од тие фази. И еве повторно се поредени семка, садница, младо растение и возрастно растение. И сега тука имаме на пример една кратка вежба, малку со помош. Ајде, спремни. Тука е животниот циклус на сончогледот, исто така тука без зборови, па да го поврземе некако. Првото е семки. Точно така. Добро. Еве ги. Така. Ова каде што пишува два сега. Ете така, малку со помош тука. Тоа е садница. Да им биде малку појасно. Тоа е садница. Така. Број 3. Третото е младо растение. Точно така. И одиме на возрастно растение. Така. Во овој момент децата дома добиваат презентации и малку им е тешко да ги разберат нештата, затоа вака малку повеќе им помагаме со показатели некои за да можат навистина убаво да ги научат поимите нови кои што ги имаат. Најважно е нив да им е јасно. Ете така. Еве уште еден пример, исто со сончогледот, животен циклус кај сончоглед и еве како се поделени фазите и сега можеме да ги повториме. Да. 4 фази. Првата фаза, точно. Семки, па садница. Точно. Па младо растение. И возрастно растение. Така, гледате колку многу фазата возрастно растение, колку многу процеси има и тука се нели сите тие процеси, опрашување, оплодување, добивање на семе.
и многу зеленчук кој што многу сакаме да го користиме, нели? Да, во секој особено период, на лето. особено на лето. Да, и убаво е заради тоа што сите нешта може да се видат буквално на едно растение, така? И повторно се поделени процесите за да можат децата да сватат дека не само примерите кои што наставничката ги кажува секогаш, дека може да се употребат за во секојдневниот живот, туку дека кај секој растение може да го забележат животниот циклус. Независно дали се тревести, дали се зелјести растенија, дали се дрвенести растенија, секој растение Секогаш си ги има имаат тие фази. така, штом се цветни растенија. Со тоа сакам да разбера дека животниот циклус го имаат сите живи организми независно, но бидејќи сега учиме за растенија, за животниот циклус на растенијата. А како ќе биде кај јаготката, например? Кое е семето кај јаготката, наставнички? Семето на кај јаготката е врз плодот. Така, значи Да. таму тие што се Да. малички како семчиња, Ете така. што се врзани за Така. јаготката, се тоа семе кое што после тоа се сади, нели Но така? ако личи како да е однадвор, бидејќи е вгнездено во плодот, нели има како мали вдлабнатини каде што се наоѓа, сепак спаѓа во групата на скриено семени растенија, каде што се скриени во плодот, значи во истата Да. група со како со Јаболко? праската, како со јаболкото, да. Во истата група спаѓаат, ако се однадвор семките кај јаготката. А например растение кое што е коренот каде што се јаде например морков? Исто. Каде е семката? Семката, тие се двогодишни растенија, морковите се двогодишни растенија. Коренот представува за видоизменет корен кој што собира хранливи материи кои што ние го искористуваме. Но ако морковот може да ако го оставиме тој зелениот дел, листовите на морковот, Да. што ги откинуваме ние Да, нели нели. кога го искористуваме, ако го оставиме, тој ќе пушти долго стебло и има бели мали ситни цветови, кои што исто создаваат плод, создаваат семе, но бидејќи тоа е кај нас малку разликата, што оние зеленчуци или најчесто зеленчуците кои што ги користиме само одредени делови, како што се листовите, како што е коренот, како што значи мислиме дека не цветаат и дека не создаваат семка и да не создаваат плод. Плодот е неугледен. Не го користиме ние и заради тоа мислиме дека нема плод. Да, ние како плод го сметаме коренот. Да, многу често компирот исто го сметаат за плод, а уствари представува подземно видоизменето стебло. Така. Одлично. Благодарам многу Мола. наставнички, еве може да си најдат вака многу интересен и необичен пример за да го Точно разгледаат. така, да го разгледаат и да го напишат животниот цикл. Себе може да одберат јаболкница дрво, Да. па да ја опишат, да го опишат животниот циклус. Ви Одлично. благодарам. Ние ќе одиме со еден краток џингл, па ќе се вратиме на следниот час.